Огромна вест оваа недела од приватната компанија за вселенски летови SpaceX беше тоа што компанијата го забележа првичниот успех во тестирањето на својата масивна 120-метарска вселенска ракета Starship од лансирната рампа во Тексас. Но само неколку минути по лансирањето работите тргнаа наопаку, бидејќи најмокната ракета на светот не успеа да се одвои и експлодира. We should have had separation by now. Obviously, this does not appear to be a nominal situation. Yeah, it does appear to be spinning, but I do want to remind everyone that everything after clearing the tower was icing on the cake. Ракетата немаше екипаж. Представниците на компанијата истакнаа дека ова е само тест и рекоа дека самото полетување на ракетата ќе се смета за победа. Извршниот директор на SpaceX Илон Маск му честиташе на тимот на Твитер, додавајќи дека тимот научил многу за следното лансирање. Лансирањето веќе еднаш беше одложено. SpaceX го откажа планираниот тест на Starship во понеделникот, откако замрзнат вентил предизвикал проблеми. SpaceX вели дека Starship ќе може да превезе дури 100 луѓе на патувањето до Марс, но има уште многу работа што треба да се направи. Маск вели дека Starship ќе се користи првенствено за лансирање сателити околу Земјата. Тој предвидува дека барем една од неговите растечки флоти на Starship ќе стигне во орбитата до крајот на годината. SpaceX го лансираше Транспортер 7 во орбитата на ниската земја од вселенската база Ванденберг во Калифорнија. Компанијата вели дека тоа е 7-ма мисија посветена на малите сателити. Една од капсулите на SpaceX се откачи од меѓународната вселенска станица оваа недела, носејќи речиси 2000 килограми научни експерименти и товар назад на Земјата. Тоа беше 27-ма мисија за снабдување на компанијата за НАСА. Конечно, оваа недела од своето вселенско пристаниште во Франција, Европската вселенска агенција ја лансираше истражувачката мисија Ледените месечини на Јупитер. Вградениот роботски истражувач, познат како JUICE, ќе помине 8 години патувајќи до најголемата планета на нашиот сончев систем. Дел од мисијата на JUICE ќе биде да бара знаци на живот закопани во мразот на месечината на Јупитер. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чонаумовски.